The winner takes it all. Со очи полни солзи, срце полно спомени и ресторан полни искрени пријатели. Единствениот австралијанец кој не знае англиски, Стеф Чалушевски, синоќа официјално се збогува со ракометот. Клупскиот месецов му остануваат уште 2 репрезентативни средби против селекциите на Швајцарија и Португалија, со што дефинитивно ќе стави крај на својата играчка кариера. Речи си 25 години на теренот, 425 одиграни средби, од кои 227 репрезентативни, се доволна бројка да се опише големината на ракометарот Алушевски. Големината на човекот, на стариот, Алјуш, како што го нарекуваат со играчите, ќе опишеме со реченицата со која вчера самиот им се обрати на најблиските. Не сакам да ме паметите како голем играч, сакам да ме паметите како голем човек. Ќе се трудиме да заедно со тебе се надевам да утре од овие помладиве направиме некој нов Стеф Чалушевски. Фала, Стеф. Беше тоа вечер полна спомени и емоции, но и изненадувања. Mi smo mislili da ti kupimo Breitling, ali ovo je isto kao Breitling, samo je 10 puta jeftiniji. Mislim, ista mašina. Рачен часовник под дефолт е патока за пензија, но не и за Алушевски. За мене ова не е крај на мојата играчка кариера, но ова е за мене нов почеток на сите искушенија, на сите предизвици во животот, така да ќе се потрудам да бидам во сите други предизвици во мојот живот подобар од она што бе во спортот. Ги има сите предиспозиции за тоа, и карактерот, и искуството, и пријателите. Мој најголем поклон е што денеска и покрај она што се деси вчера, значи ние изгубивме шампионската титула, сите мои колеги се денес тука на мојата, да речам, проштална вечера. Значи тоа покажува колку Металург и ние играчите и управата сме големи, колку Металург има свој проект кој се надевам дека нема да застани после на што се деси вчера, дека ќе продолжи понатаму и ќе биде една успешна приказна. На денот кога одлучи да ја заврши сопствената успешна приказна, го вративме на денот кога истата ја започна. Вчера ми пројде се низ главата, искрено да ви кажам, и мојот прв тренинг, и мојата прва повреда, и моите први соиграчи, да кажам, и овие што се денес. Значи, не може. Колку и да се обидуваше да остане силен, емоциите го совладаа. Како и не би, кога целиот живот му го посвети на ракометот. И не жалам за тоа што станав ракометар, затоа што преку ракометот, преку сите победи, сите порази, ќе кажам дека можеби моја најголема победа е тоа што после сето тоа ќе излезам многу посилен во онај реален живот надвор од спортот. Кои се моментите кои никогаш нема да ги заборави? Тие некои моменти на Европско првенство, враќањето после тоа во Србија не се забораваат. Првиот гол против Црвенка во Битола, не знам, ми дадоа да изведувам пенал. Можеби бев човекот со најголема трема на светот, но знаев што ми е задачата и ја завршив успешно, така да тие некои моменти ќе останат за секогаш во сеќавање. Беше тоа првата од многуте во кариерата. Низ сите нив ветер во грб му даваше сопругата. Стефче е добар човек, така да имавме разбирање, доверба, тоа е најбитното за да можеме понатаму. На колку од оние 425 надпревари присуствувала? Скоро на сите, така да и со децата стално бевме присутни на трибините да го бодриме. Поддршката од трибините е важна, но поддршката од соиграчите и тимот неопходна. На негова среќа таа никогаш не му недостигала. Чест и гордост ми беше да играм со него, стварно високи професионалец, голем работник, посветен на спортот. Не можеме ние да го замислиме него без тренинг што би правил. Еден играч кој не знаеше да каже не за што и да било. Голем професионалец, темпераментен, голем, добар. Па добро, ја имам посебно неко чувство, за njega, пошто од првог дана кога сам дошол во Македонија, јас сам био со ним и Цимер и радили сме у пар онако на тренинге. Значи Стево е прво и прije свега човек, људина една што би ми у Црну Гору рекли. Био бих јако сиромашан да нисам njega упознал. На завршетку кариере најбитниот е да може сваког играча да погледа у очи и да сваки играч каже такви лепи речи о njemu како што сам сад ја рекол. Можам само да кажам дека до сега во Металург што играле и настапувале многу ракометари е најголем спортист од сите.
За крај ќе го цитираме во Гринец. Успех е да после толку години и меѓусебни дуели, можеш на сите играчи и соработници со кои некогаш ти се вкрстил патот, да им погледнеш во очи и да знаеш дека за тебе имаат само убави зборови.